Драги мои, добро вечер. Добро дојдовте во уште едно саботно, меѓупразнично издание на подкастот на телевизија Алфа. Веднаш на почеток ви посакувам мирна, спокојна, весела нова 2026 година и се разбира убави празници поминати со сите ваши најмили на број божикни. Тоа е празникот на семејството, празникот на посебно кога сакаме да одвоиме време за нашите најблиски. А вечер во подкастот на телевизија Алфа е жената која што е одговорна за државните финансии, за носењето на финансиски одлуки и одговорности за еднината на Република Македонија. Веќе знам дека погодувате, станува збор за министерката за финансии Гордана Кочовска-Димитриевска и вечерва ќе ја запознаеме на начин на кој што не сте ја виделе досега. Значи, што стои за онаа лидерка која има моќ да одлучува пред тема финансии, но и да е менаџер, да го раководи најважното, би рекла, министерство во државата и генерално не само во минатото, сега туку и секогаш најважниот ресор кој што ја одредува иднината и планирањето на состојбите. Министерке, добро дојдовте. Благодарам искрено на поканата. Поздрав до сите гледачи и јас сакам да им честитам среќна нова година, среќни празници. Посакувам пред се многу здравје во новата година. Среќа и успеси, но без здравје, нели? Нема ни среќа ни успех, така да најпрво здравје па се останат. Изгледа сгрешив, требаше Гордана Димитриевска Кочовска. Така, тоа е сушност моминското е Димитриевска, а од сопругот е Кочовска. Така е, моминското е Димитриевска, на сопругот е Кочовска. Ајде, министерке, веднаш на почеток да се вратите мура во детството. Вечерва ќе зборуваме за како се стигнува до тука, како се стигнува до позицијата, можеби за вас во моментот врв во кариерниот развој, но никогаш не се знае што е она кое што уште можеби ве чека и уште повисоко од ова што сега го правите. Ме интересира како им пресудивте, условно кажано, на финансиите. Зошто финансии, зошто овој ресор, како се случи да се влюбите во овој тип на професионален развој? Како и секое дете, нели, поминував низ најразлични фази. Средно училиште завршив во гимназијата во Тетово, природно-математичка гимназија. Прекрасни професори, би рекла најдобрите професори кои што постојат во државата. И зависно од тоа во кој период од годината, нели до трета година вообичаено и нема некои одлуки што мислите да студирате, учите, посветени сте на учењето. И веќе во четврта година нормално си разговаравме со учениците едни со други кој како и што. Имавме еден професор кој што ни предаваше биологија, прекрасен, премногу амбициозен и во тој период многу ми всади љубов кон молекуларната биологија. Меѓутоа некако доаѓам дома и викам на мајка ми, па јас би сакала да студирам молекуларна биологија. Она ме гледа и ми кажа, што ќе правиш со тоа у животот? Таа генерација родители. Таа генерација на родители кои што наместо да поддржат се нешто, некоја мана ќе најдат. Имав исто многу голема желба и ден денес тоа некако внатре во мене стои да студирам медицина, меѓутоа, односно не сакав медицина, него сакав психијатрија или психологија. Некако психологија во тој момент не толку колку што и сакам да бидам психијатар, и тогаш мајка ми вика во ред и донесе незина колешка докторка со која што работеше, иначе мојата мајка е медицинска сестра. Дојде докторката и мајка ми вика, ај сега да ја објасниш докторка што значи тоа да се стигне до патот на психијатар, и објасни што е психијатар. Она мисли дека ќе седне некој пациент с протенезе во столица и ќе се разговараат. И некако тоа го уби во мене. Не, нема логика ни таа работа. Потоа многу сакав исто така право, затоа што некако цел живот и во класот и борба за правда, борба за цел клас, секогаш бев таква. И повторно татко ми, ајде сега еден колега адвокат, и тој ми вели, Горде, што мислиш ти дека адвокатурата е пиши жалба, тужба и толку? И некако сето тоа ме уби, викам, добро, што на крај сега економија? Татко ми е економист и ми викам, па јас сметам дека тоа ти е најсоодветно, затоа што математика бев навистина одлична и ден денес, еве, и со децава дома им помагам и на поголемиот син кој што е прва година средно немам проблеми во тој дел, и некако така почнав.
Благодарна сум на родителите и пред се на татко ми, кој што иако во тој момент можеби ми се чинеше некако нелогично зошто сега па тој студирал тоа и јас да студирам. Меѓутоа, од овој аспект сваќам дека да, дефинитивно, бројките и анализите се она што да кажем, или зашто сум јас родена. Некако се пронајдов себе си таму и не е професија која што на крајот од денот ми била наметната, туку уживам во својата работа и мислам дека секој еден на крајот од денот треба да работи тоа што во кое што би уживал. Сега кога сте млади малку е потешко, но кажавте една многу суштинска работа, а тоа е дека прво сте благодарна на родителите, тоа мора да се го повторуваме како актуелна генерација, но и помладиве и нашите деца мора да се благодарни на секоја една ситуација во животот. И една уште посуштинска работа е тоа дека не ве наметнале што не треба да правите, туку менторски некако еден пријател, докторката, па потоа адвокатот, значи суштински полека да ја увидите практично и оваа и таа страна на тоа што можеби во моментот мислите дека е клучно и ета на крај доаѓа љубовта кон финансиите која никогаш пак не е досадна, парите не се досадни. И анализите не се досадни бидејќи се секогаш различни, нели? Не е досадно, но е преодговорно. И само некако низ годините стресот е поголем, одговорноста е поголема и тоа е можеби она што со тек на време некако ја отежнува целата работа и воопшто и целиот живот. Претходно спомнавте на почетокот нели на емисијава врв во кариерата. Индивидуално е тоа кој што мисли дека е врвот во кариерата. Не сите луѓе се гледаат во политиката, така што да се биде министер за финанси или министер во една влада или премиер не е желба на секој и не мора да значи дека тоа е врв во кариерата. Има луѓе кои што не се гледаат во политиката, за нив врв во кариерата е нешто сосем друго. И секој еден треба да го работи тоа што го сака и да ужива, затоа што ако не го сакате тоа што го работите, станува се потешко и потешко. Може би еден од најубавите периоди во животот ми беше кога работев во банка, затоа што тогаш работев на анализи, но како велиме на народски, друг ми го береше гајлето. Тоа значи дека над вас имате вие директори, тие одлучуваат, па имате генерален директор на банката и вие сте секогаш во некоја многу комотна ситуација, знаете дека не сте вие тој последниот што одлучува, но во мојава ситуација и работните позиции кои што ги поминував, одговорноста е се поголема и поголема и тоа како што кажав, од една страна тежи многу, но од друга страна која ќе решите некои проблеми, задачи и така натаму, па и задоволството е многу поголемо. Надвор од комфортната зона секогаш се успесите. Министерке, бевте ли тинејџерка која што трпеше, можеби силен збор, почитуваше авторитети? Или бевте бунтовна, бидејќи како правничка можам и да ве замислам искрено. Вака некако физички и како авторитет во јавните настапи делувате и како човек кој во судница би вовел малку така ред. И тоа е исто една интересна ситуација или како преминував од една фаза во друга во животот. Како мала бев многу бесна, многу немирна. Се сеќавам, мајка ми се враќа на првата родителска во прво оделение, јас цела возбудена на врата ја чекам. Влегува, кога почна да вика ти мене ќе ме срамиш пред сите. Јас во шок. Што сум била бесна ако траел одморот 5 минути, јас надвор 10, ами сите машки сум ги задржувала со мене надвор и после кога ќе кажам ја дека може да влеземе, ќе влеземе сите. И точно се сеќавам, имаше една ситуација таква со учителката и ме казни, значи поприлично бесна. Меѓутоа пубертетот кога дојде комплетно ме смири, тоа беше фаза во животот која што ме повлече, не излегував многу, се сеќавам летен период, по цел ден читав книги, тоа беше оној период кога татко ми ќе се врати дома и само ме прашуваше колку страни денес прочита од книгата, колку страни, некако мислам дека во библиотеката градска во Тетово немаше некој што почесто посетуваше во летен период од мене. Но без оглед на тоа дали сум била по-немирна или сум била мирна, секогаш бев борец за правда. И тоа е нешто што и ден денес го имам во себе, најверојатно со тоа се раѓате, но и родителите се тие кои што дополнително го всадуваат тоа чувство, нели, дека треба да се биде чесен, дека треба да се биде праведен, да се борите за тоа. И од секогаш сум се борела за правда и од тој аспект можам да кажам дека
секогаш кога требало да се реши некоја ситуација, ако сум сметала дека може подобро, тогаш би бунтувала. Но во секоја друга ситуација сум почитувала авторитети. Јас сум од онаа генерација која што ги почитува постарите, родителите пред се. Јас можам да кажам дека моите родители се најмногу заслужни за тоа што сум јас денес. Поминувале и тешки периоди во животот, но секогаш морам да признаам дека поддршката и од двајцата, и од мајка ми, и од татко ми никогаш не изостанувала. Нормално имало ситуации кога не е се идеално и кога ми било тешко, тука биле во секој момент за мене. И благодарна сум за тоа што сметам дека ме воспита во жена каква што требаше да бидам. Жално е само што денес во ова ново време ваквите вредности не толку многу се почитуваат. Сепак сум убедена дека тоа е исправниот начин на воспитување, така си ги воспитувам и моите деца. Значи, дали сум почитувала авторитети? Да, секако, до граница, додека сметам дека тоа е она што позитивно влие на мене. Доколку приметам одредена неправедна ситуација, се бориме да ја исправиме. Да, и таа ве довела до тука, до каде што сте, бидејќи секогаш тој пат е вистинскиот. Трновит, но е вистинскиот. Од оваа перспектива, после се тоа напоминато и реализирање сте на сите полиња можни, што би препорачале на 17-годишната верзија од Гордана Димитриевска? Искрено, вака кога ќе размислам, најпрво би рекла, живе го животот со полна плуќа. Не е светот толку идеален како што ти мислиш. Не постои таква идеална праведност како ти што мислиш и иако секогаш верувам во тоа дека работите можат да се исправат, не треба човек да е толку убеден дека на вистина 100% може да се сменат работите, а некако сум тип на човек и од секогаш бев таква дека со главата може зидот да се сруши и сега би рекла внимавај малку на главата, не е баш така, не може зидот да се сруши со глава, така да тие се некои работи кои што може би сега од оваа перспектива малку од малку би ги бели важни оценките? Дали, например, се боравте да поправате неправедна оценка, не знам, се случува тест, па супер, ви е подготвен, нели, средно е, да речеме, 16-15 години, и некаква блокада, некаков крах, па нека двојка, некоја тројка. Ве болеше ли тоа? Поправавте ли? Морам да бидам искрена дека подолу од четворка како оцена не сум имала. Морам да бидам искрена затоа што поправавте се разбира на 5 затоа што сум била ученик кој што многу учел, особено во средно, но морам да кажам дека никогаш не учев за оцена. Секогаш учев за да научам. И ден денес ги учам така моите деца, дека треба да учат за да научат. Оцената ќе дојде сама по себе. На крајот од денот таа не значи ништо, затоа што може во едноставно, како што кажавте, да се случи одредена блокада, може би некогаш, нели, и не ви е денот, се може да се случи, секој и од дома носи одредени ситуации, така. Но треба да се учи за да се знае. Затоа што тоа е нешто што не можете да го стекнувате на 30 години, односно никогаш не можете да го надоместите пропуштеното низ годините. Вие може да надоместите нешто што недостасува во 1 или 2 месеци. Меѓутоа не можете да надоместите тоа што не сте го учеле со години. Така што секогаш приоритет ми било да учам за да научам и тоа било секогаш советот моите родители. Да, така, бидејќи тоа пак и носи и работни навики, одговорност, се одржува умот, се збогатува умот, так. Најмалку се важни оценките кои по тоа доаѓаат. Дали, министер, ќе се случило да разочарате во текот на овие тинеџерски, па можеби малку по возрастни години, факултети, така натаму, некого кој ви значил и колку тоа всушност ве променило, прво дали се случило? Свесно или не, да разочарате некој кој ви значил, кој бил ваш близок? Па имав, да кажам, една ситуација, вообичаено сум тип на човек кој што ги исполнува своите обврски и за мене исполнувањето на обврските е исполнување на она што на некој начин повеќе го сакале моите родители отколку јас. Тоа е карактер. Тоа не можете да го смените. Јас го гледам и мојот постар син
во континуитет и под стрес само мама и тато да бидат задоволни. Не е тоа, затоа реков живее го животот со полна плуќа, не секогаш можеш да им удоволиш на сите. Но имав ситуација кога запишував постдипломски студии, бев еден од најдобрите студенти во генерација. Да, ви дипломирате на економски факултет, на економски факултет и исто така ги запишав на економски факултет, но имаше една ситуација во тој период кога ги предавав тезите на денот, како денес се сеќавам, ги предавав тезите за магистратурата, а до вечерта бев на некој преглед, ми се констатираше тумор и некако животот отиде во сосем друга насока после тоа, се изменија приоритетите и остана магистратурата низ годините никако напишана, никако не одбранета. И тоа беа најтешките години, не можев не знам некако да се соочам со родителиве, затоа што или како да им објаснам, мајка ми од на време ќе ми речеше дајте, молам, заврши го тоа, толку чекаме, утре може нешто да се случи. И тоа ми беше некако најтешко, како да ги разочарував. Секако дека ја завршив и одбранив магистерската, запишав и докторат, но нели фази се во животот, тоа ми беше многу тешко, како нешто што сум го ветила дека ќе го завршам, но ете животот направи одредени ситуации, промени, ме однесе во една друга насока, ми требаше време малку да го надминам тој период и беше тешко, дефинитивно беше тешко и сега запишав докторат повторно, морам да признам, некако повеќе заради родителите, затоа што тие секогаш очекуваа дека сето тоа ќе го завршам и со коментарите жално е. Беше еден од најдобри студенти во генерација. Исто така заврши постдипломски. Жално е да не сега комплетираш целата, ајде да кажеме, научна кариера, како да го затворам тој дел. И тоа би го издвоила. Не можам да кажам дека нешто друго постои, дека сум некого разочарала, може би има такви, не е спорно тоа. Не можете да им удоволите на сите, но она што мене ми значело многу, тоа била оваа ситуација. Точно ве разбирам, тоа може би генерацијска состојба, а може би не знам индивидуална како и да е, ама мене исто така ми значи многу кога ќе се одолговлечи нештото, особено во овие научни, развојни моменти кога родителите па ајде што чека да докторираш, ајде многу ти се одолговлечи магистратурата, ајде не оставај, нема да биде, ке го баталиш, нема да го довршиш, нели, ама па друга страна нивната и само единствена желба и цела да сме ние среќни. И од тука произлегува се така што ми е познато се тоа што го зборувате. Во кој период од животот најмногу се посомневавте во себе? Кога се запишав на факултет. Дали е правиот избор или не? Не дали е правиот избор, дали ќе можам да завршам. Јас сум голем перфекционист и тоа е уште една од работите што би ја порачала на 17 годишната Гордана да излези од светот на перфекционизмот, но пак и тоа е некоја карактерна особина која што ја вличам и ден денес. И мислев дека нема можам да успеам. Тоа беше страшно. После една недела одење на настава, се враќам првиот викенд дома, живее во Скопје, плачам, на мајка ми викам, ја ова нема да можам. И сега жената во шок. Како нема да можеш? Одличен студент, ученик беше, немаш проблем никаков. Не знам, мамо, ја нема да можам. И сега она ме гледа и вика, па добро, откажи се. Не знам едноставно како да се справи со мојава ситуација, ама јас сум по друга страна многу голем борец. Некако инат ме фаќа. Најверојатно тој борбен дух го имам уште од дете, затоа што тренирав и карате, тренирав и скијање, бев државен првак во скијање, учесник на младинска олимпијада, многу голем борец за победи и сега некако таа ситуација, борбеноста и дисциплината која што ја имав, ме врати назад, велам, не, ќе продолжам, мора да видиме до кај ќе одеме и потоа почна 10 по 10 да се редат и али беше криза, беше првиот не месец, али првите недела две беше страшно. Од страна гледано, како човек кој ве познава оноку колку што ве познава, можам да речам или да констатирам дека перфекционизмот ви носи само успеси. Лично вие се знаете колку тоа ве чини генерално на дневно, на здравствено, на
психичко ниво или како и да е, меѓутоа од страна гледано тоа ви носи само и само успеси. Така е, тоа носи успеси, неспорно е, меѓутоа верувам да ги прашите најблиските мои соработници ќе ви кажат дека не е тоа баш некоја добра особина моја, поготово во светот на политиката многу е тешко еден перфекционист да се снајде добро, верувајте. Тоа е вистина. Да сте... Тешко е никогаш и дома да се снајде таков човек кој што сака се да е перфектно и дава максимум од себе, па и несвесно можеби очекува максимум и од другите, што е нормален реципроцитетен однос. Ништо чудно. А за дома имам други прашања малку подоле, ама еве сега тука, вака сте исто перфекционисти дома? Да. И тоа што значи? Тоа значи дека кога ќе влезам од врата дома почнувам да викам стварите кај се ставени повторно. Бидејќи сопруг и двајца машки имате, така? Да. Машки сина, тоа сте сама, соло сте скрос меѓу тројца. Мажи, тоа е претпоставувам многу интересно. Е голем предизвик, но морам да кажам дека сум многу благодарна на сопругот, без оглед на се. Да не е тој најверојатно јас не би можела да успеам и денес да бидам таму каде што сум, затоа што најголемиот терет дома падна на него и тој знае како се справува со целата ситуација, двата сина дома, но морам да кажам и децата се одговорни, не можам да кажам дека се некои бесни деца, фала му на Бога, мирни се, воспитани и тие колку можат помагаат. Малечкото е уште мало и тој е малку и по детиње така, големиот ми е многу посериозен и тој помага дома, така што најверојатно и на нив им е тешко да се носат со целата ситуација. Можеби големиот син не толку, бидејќи и тој е некако многу особини има наследено од мене, па дури гледам и во делот на перфекционизмот, но срекна сум тој па го насочи во друга насока, повеќе околу спортот и таму се труди да биде перфекционист, ама постојано зборувам како што би рекла пак на 17 годишната Гордана, така и на 15 годишниот Теодор, мама, нема перфекционизам, те молам колку можеш да го отстрануваш тоа од себе. Но истото е, вие не можете на работа да бидете еден човек, а дома друг човек. Јас не носам маски на лицето, јас сум истата. Мене да ме сретнете сега и на пазар, да ме сретнете и во маркет, да дојдете и во министерство, јас сум истата личност. Јас никогаш не сум се сменила. Зборуваат луѓе дека има промени кај одредени... Па веројатно немате време за сите, тоа е факт и тоа се промените реални, ама... Да. Но истата сум, таа што ме знаат и од пред 15 години истата сум. Што ве прави несигурни? А пак од друга страна, што ви дава најголема сигурност? Најголемата сигурност ја имам дома, меѓу семејството. Значи, кога ќе се вратам дома, тогаш е најсигурно и најстабилно мирни води, би рекла. Од друга страна, несигурноста ми доаѓа само од лоши луѓе околу мене и од голема неправда. Тоа се тие два моменти кои што ми создаваат многу голема несигурност. Не постои нешто друго, во принцип сум многу стабилна како личност, но тие два моменти даваат кај мене барем чувство на голема несигурност и затоа кога имам такви тешки денови кои ќе си дојдам дома, тоа е оној момент на сигурност, спокој, мир. Како ги прецепирате овие луѓе кои можеби како и да е, можеби не можат да го простат вашиот успешен развој, можеби имаат други некакви намери и цели, па се заради тоа лоши во настапот и така натаму. Освен што ви даваат несигурност, емотивно ли ги доживувате или едноставно ги разбирате дека толку може? Не колку и да го тренирам мозокот дека толку можат, некако сепак останува она чувство зошто се луѓето такви. И бидејќи јас не сум тип на човек кој што граба се за себе, напротив, давам поддршка на многу луѓе, помагам и погодува многу. Многу погодува, посебно во светот на политиката, тоа е многу изразено. Иако не би рекла само во политиката, еве и низ професионалната кариера, преку сопругот, преку колеги и пријатели се гледа дека тоа постои секаде. И јас затоа велам, луѓето никогаш не ги делам на кој од која политичка партија, туку ги делам на лоши и добри. На луѓе кои што заслужуваат внимание и почит и поддршка и оние кои што не заслужуваат. Иако колку пати сум рекла некогаш и за тие кои што не заслужуваат ни моје внимание ни почит, повторно си го погазувам зборот, морам да кажам, затоа што емоцијата работи во мене. И да, сум многу емотивен човек, иако
И тоа е она интересното за мене. Например, луѓето кои ме гледаат на телевизија имаат една слика. Да. Дека сум некоја многу строга, многу арогантна, но кога ќе ме запознаат приватно, збунети се дали ова истата личност. Да, истата личност е, но мојата позиција не е позиција која што бара постојано насмевка, ниту пак секој ден ми е до насмевка, верувајте, или до среќа, или работата е многу тешка и многу одговорна. Многу често може да се случи и по улица да се движам до дома или да движам на работа, кој знае каде сум одлутана, со кои бројки анализи во главата, едноставно сум одсутна. Така што самата работа создава одредена тежина, не е како другите. Например, друго е да сте вие, не знам, министер за култура. Самата работа ви е убава, позитивна, и вие сте стално насмејани. Сосем е друга ситуацијата. Мојата е, да речеме, една од најтешките работи, би рекла и најнеблагодарна, тоа морам да го кажам, најнеблагодарна работа, и тешко е. Затоа мора и да кажам таа маска пред себе или на лицето, во смисла нема насмејаност. Нема. Таква е самата ситуација. Тоа е едно од работите која што можеби знае да биде предмет на критика во јавноста во одредена ситуација. Меѓутоа верувајте дека луѓето, публиката, генерално граѓаните кои ги гледаат јавните ваши настапи ја препознаваат автентичноста, и тоа е најважно на крајот на денот, односно најважно е човек да не се грижи воопшто како другите го перцепираат, се додека си ја работи работата онака како што треба. А бога ми за вас и меѓу колегите во извршната власт важи и стои оној впечаток и проценка, министерката ништо не прави надвор од дозволените рамки, надвор од тоа што може реално да се реализира, какви вработувања може да се реализираат следна година, следен квартал и така натаму. Значи важите за човек кој не попушта. Многу сум принципијална. Тоа е кај мене исто така една од карактеристите кои што ги имам и кои што, како да кажам, не можам да го тргнам на страна. Принципиелна сум. Им се допаѓало на другите или не? Да, им се допаѓало на другите или не. Искрено, тешко е и многу често и се разочарувам кога не успевам да им објаснам на другите дека толку се парите, дека јас би сакала да се направи многу повеќе. Не постои министер за финансии кој што не би сакал да се направи повеќе, но тоа е исто како дома. Вие не можете, колку пари имате, толку може нели да се прилагодите на таа ситуација. Ние мора да се прилагодиме на ситуацијата која што ја имаме во моментот. Мора да наредиме одредени приоритети, да кажеме се фокусираме на тие работи, другото ќе почека за понатаму. Сега тоа е она што е тешко, тоа малку е разочарува, но принцип е принцип, а почитување на закони тоа кај мене од секогаш било и ќе биде, и од тука нема отстапки по однос на тоа прашање. И многу сум горда на себе што секогаш сум била и принципиелна и почитувач на закони, и не постои сила што може тоа да го измести. Да, и тоа верувајте дека влива доверба кај граѓаните, зошто? Заради тоа што сваќаат дека ништо не може да ве бутне. Ни политички влијанија, ни разноразни манипулации, се стоите на ставот, и тоа е тоа, од тука нема отстапки. Да се вратиме на мајчинство во малку и овој семејниот дел. Жртвувате ли од времето за вашите деца заради кариера? Многу, многу. Во овие година и пол посебно многу. Морам да признаам дека јас сум многу блиска со моите деца и секое слободно време го посветувам на нив, но за жал последната година и пол е година во која што речиси да нема слободно време. И така станува многу тешко. Малиот страда затоа што тој па е исто така емотивен и многу приврзан со мене. Големиот пак некако се држи подсврсто дека нели по возраст е он па не му треба мама. Но има моменти кога го гледам дека можеби сакали да ми каже нешто и да поразговара, и знаат да префрлат. Не слушаш, не си фокусирана, цело време си на телефон, и кога сум дома. И тоа е она што многу боли. Еден ден вака ќе се разбудите, минатата недела имав некои здравствени проблеми, имав повеќе време да размислувам за изминатата година и пол, и морам да кажам дека да, навистина е многу тешко. Им кратите
на децата од времето, кое што би требало да го поминуваме заедно, од друга страна имате многу предизвици, си го поставувате и прашањето колку ќе успеам, дали ќе успеам, дали вреди целата оваа жртва. И замислете кога тоа си го постава како прашање перфекционист во светот на политиката. Мислам, сето тоа е, да не речам еднакво на некој не голем неуспех, ама невозможно е перфектното да... Постарата генерација, наши баби, мајки ќе ви речат нова дебе, сине или керкон, или сине сме им ние сите на нив. Првото дете така, второто само си расте, не страшно ќе си го фатат патот. Тоа се тие некои реченици кои и да не се такви, ама релаксираат во даден момент и на крајот на краиштата навистина ќе си го фатат патот. Бидејќи децата нели наши учат даунлодирајќи ги програмите или нашите однесувања. Така што вие сте секако супер пример за вашите деца, па без разлика сега нели колку реално на време може на муабе да се посвети она што го гледаат, па го даунлодираат, ќе им се најде во живот. Така е, ама знаете како јас велам децата како да ни се гости во животот, да доаѓаат еден извесен период се тука и после си одат по својот пат. Интересна перцепција. Тоа е факт. Да. И поготово еве големиот како расте сега веќе нели нормално си има свое друштво. Повеќе е одсутен што се вика од дома отколку дома. Тренинзи, тоа е редовно, викенди, повторно вежба, нешто прави, учењето, школото, се разминуваме и кој ќе сватите еден ден, пораснала, еве го. Порасна малото, од 40 дена го оставив дома кога се вратив на работа, така што кај него некако многу работи се пропуштија или недостасуваат. Пак ќе кажам, на крајот од денот, јас вака велам, се ќе зависи од тоа какви ќе бидат децата. Јас верувам дека ќе бидат добри и успешни, затоа што успехот на родителот е само доколку успее децата да го надминат, да кажам. За џабе ме мени кариера и посветеност и се, ако моите деца не успеат да ме надминат, да кажам. И повторно, затоа го кажав на почетокот, не е успехот во политиката или позицијата министер, кога велам да бидат поуспешни од мене, велам да бидат честни, да бидат вредни, посебно посветени на работа и да работат, за мене тоа е успех. Доколку успеат да се надградат уште повеќе од тоа што сум... Да бидат подобра верзија од вас, така. Тоа е она што за мене е успешност, и ако тука потврлиме како родители, барем тоа е моето убедување, вие немате едноставно никаква кариера. Сето тоа паѓа во вода. Така е, апсолутно согласна. Министар, ќе доаѓа време сега за овој попартнерскиот, полюбовниот дел, нешто што сигурно сум јавноста е интересира, но мене суштински ме интересира целата таа концепција која паралелно со вашиот кариерен развој практично ви го храни духот и ве негува. Долга врска, партнерство, брак без разлика, нели дали исклучува можност само ако љубовта е поддршка, односно да не биде пречка љубовта. Са тука е малку контрадикторно се тоа, ама некогаш и како жени, можеби почесто не сме доволно свесни дека таа љубов која што мислиме во моментот дека е практично љубов може всушност да не го спречува развојот. Малку е филозофско, но верувам ме го разбирате. Да, така е. Има разлика, нели, додека си тинејџер, па се заљубуваш, па како гледаш на еднината и животот. Јас сум среќна на фактот дека ниедна ситуација не ме изместила од патот по кој што сум се движела. Никогаш. Не се сеќавам да сум имала ситуација да не учам, паднам во депресија или било што. Мене образованието ми било се во животот, приоритет, сум била многу посветена. Исто така понатаму и на професионалниот живот. И тука едноставно, како да кажам, немало простор за дискусија. Фала на Бога што и сопругот ми е таков, како што кажав, огромна поддршка имам од него. Доколку не би имала поддршката, сигурно би било многу потешко, но најверојатно ствари доколку би ја немала поддршката и не би била со него, затоа што и тоа е нешто што сум го одлучувала, да кажам, многу внимателно, во смисла да, вие имате емоции, љубов, сето тоа, но мора да внимавате и кого го избирате за доживотен партнер. Барем јас така гледам на работите. За мене
сопругот е тој до крајот на животот и тука апсолутно тоа е мојата филозофија и мојот животен став и така размислувам. Фала на Бога, пак ќе кажам што се погодиле сите работи, но сме се знаеле, нели, претходно бевме 3 години во врска пред да стапиме во брак, Кога така што знаевте веднаш на почетокот, па потоа му оставивте 3 години малку подлабоко да го запознаете или можеби од после сватевте дека ова е човекот со кога сакам животот да го поминам. од почетокот старт. Значи верувате на оние клик варијанти енергетски дека Да. ова е човекот кој Да. Да. Ве прашуваат ли децава, мамо како со тато, знаевте ли веднаш? Мислам, ги интересира ли како треба да биде односот маж-жена во смисла во перспектива? Или едноставно купуваат гледајки? Без Не, многу? машки деца се такви прашања не поставуваат, но Да, кај нас тоа. дома има многу љубов. Ние многу се гушкаме меѓу себе сите. Има многу љубов и мислам дека децата сето тоа го забележуваат. Дури беше една интересна ситуација. Пред некој ден малиот ме праша за едните баба и дедо. Абе сте ги виделе некојаш да се бацат у образ? И ја му викам не. Па зашто ние дома сите се гушкаме и се бацуваме, а нив не сме ги приметиле? И викам тоа се стари генерации, најверојатно другачие било. Така што така се однесуваме дома. Сопругот е Љубов. прво многу поемотивен од мене, ја бев секој пат многу позгрчена и стегната. Со тек на годините и јас се опуштив повеќе, сега и децата. Ето големиот пак ќе кажам по карактерно на мене и тој малку постегнат. Малиот се гушка исто со сите, тој е како татко му и некако нели нормално. Кога сме сите заедно дома се навикнавме така да функционираме. Е, И па не среќна постои сум, фала му на Бога поубава што имам такво семејство. Јас сум горда на сите тројца. Еве, пак ќе речам, можеби со тројца мажи, но се гордеам и навистина нема поубаво чувство од она кога ќе излезам на улица и кога сме сите заедно, они тројца покрај мене. Сите се ми се поддршка. Има денови кога нели ти е тешко, се ти е преку глава. Ќе седнат сите тројца околу мене. Чекај, ајде Прекрасно. сега да видиме, да се поддржиме. Малиот многу често знае да каже: "Мама, дај бе тргни се од позицијата." Зошто бе сина? Не сакам да бидеш министерка, нон-стоп си на работа, па јас сакам мајка да имам. Тоа знае многу често да го каже. Ама многу е прекрасно што и ви го кажува. Да, Може да не го- го кажа, но ви го кажува и тука значи дека базата си ја имате, сте ја поставиле како љубовна основа, како семена атмосфера и можете да си кажете па дури кога боли зашто ве нема. Тоа е едноставно животот. Да. И тоа е со причина и не е бадијала. И вие им велите, ама мама тогаш државата. Да, како ме нормално. нема. Видете, и тој момент Верувам ми сум вработилите ви срекна- викаат, ама министар ќе само да не се разболите. Ми Работи. вика, да. Јас децата од мали, тука морам да признаам покрај сопругот, татко ми помогна многу во делот на чувството и љубовта кон државата. Моите 2 сина имаат голема љубов кон државата, ама навистина кога зборувам голема љубов кон државата и тоа ми помогна на некој начин да разберат мојата отсутност од дома, недоволно време за нив. И тоа е некогаш кога ќе биде кавгата, сега тебе државата ти е побитна или ние сме ти, зашто се свесни они дека мама служи на државата. Така. Не е мама министерка дека е министерка и има некаква функција, напротив мама и служи на државата и тоа може да биде дискусијата дома, ама пак ќе кажам срекна сум што и двајцата си ја сакаат државата, знаат што значи држава, знаат да почитуваат и малку ги олеснува работите. Апсолутно, и тоа е од дома, како што рековте, вашите родители, потоа вие, и тука нема поинаку, мислам, тоа го гледам и кај мене дома, бидејќи е единствениот начин и нема друг начин. Зошто треба да си ја сакаат заради личниот идентитет, а потоа си друго, нели личниот развој е тоа што е најважно. Сте имале ли сон кој целосно сте го напуштиле заради реалниот живот? Да. Да. Прво, што е тоа ако сакате да откриете? Добро, Да, ако не, дали да. се каете? Дали се кам? Не, сопругот ми вика ќе се сгрешала многу секако. Кога завршив студии, во тој период професор, асистент му беше на професорот Таки Фити, професорот Предраг Трпески, само што завршив да отидам да земам уверението за положени испити, нели, дипломите од понатака. И дипломирав пред полни 4 години во јули месец. Порано значи. Да.
И кога отидов да го земам уверението, го сретнав на факултет и ми вели: Гордана, убаво, ме знаеш како еден од добри, сум на факултет се запознав, ми беше асистент, прекрасен професор денес. И вели на правниот факултет примаат демонстратори, отиди, пријави се таму да видиш, не знам кој ќе има, како ќе има, отиди, еве тука си, знаеше дека патувам тето во Скопје, отиди види што има и како има. И јас животна желба ми беше да работам на факултет, да бидам професор. Отидов веднаш, имав интервју, неколку колеги бевме, имавме интервју со неколку професори од правниот факултет и после неколку дена, знам, сеќавам како сега беше ден Петровден, затоа што го славиме именденот на мојот татко, ми се јавува професорот Александар Стојков и ми кажува: избрани сте за демонстратор. Пресрекна целата, меѓутоа почнав да се распрашувам каква е ситуација. Во тој период надоместокот кој што го дава беше многу мал, речиси да не ја покри... Не, многу помалку тоа. И беше не беше доволно ни да ми ја покри автобуската карта. Моите родители не беа некако финансиски добри во тој период. Имам брат, мора да се грижат, нели, за сите. После неколку дена повторно отидов до факултет, имаш и оглас за пријавување во Телеком, се пријавив и таму. И таму успеав да влезам исто така, но таму влегов најпрви на пракса, која што беше платена и во тој период беше фино платена, морам да кажам. И морав да се откажам од мојата желба, еве, и веќе одлучност да бидам демонстратор на правниот факултет. Почнав да работам во Телеком, во септември се јави професорот, кажав дека почнав да работам. Во меѓувреме моја колешка од факултетот отиде како демонстратор, денес мислам дека е продекан за настава на правниот факултет и тоа е нешто што било желба огромна, не се остварила, а сопругот така кога ќе си правиме муабет дома ми вика: абе ти не си родена за професор, ти си родена за вакви работи. Динамична си многу, сакаш да создаваш. Тоа е тоа што може би останало како неостварен сон, да кажам, а ми било многу голема желба. Може би си во свое време и баш заради тоа вака се одложиле работите. Неспорно е. Сега од овој аспект гледано му благодарам на Бога затоа што ако останев на факултет, може би ќе останев чисто на теорија. Срекна сум затоа што веќе во пракса многу повеќе научив. Срекна сум што еве можам да ислужам на државата, а за утре никој не знае. Така. Само да сме здрави. Здравието е најбитно од се. Животот, еве, и последниот период, поготово последната година, имавме многу предизвици здравствени. Почнавме со сопругот, еве, уште не можеме да си ги средиме работите со една банална работа која што ни се случи на 17 јануари годинава, односно минатата година, сега веќе. Да. Буквално е свитка ногата на скала, од едно најобично свиткување на ногата стигнавме до тромбоза на ногата, еве и денеска со лекарства. Поминавме многу тежок период и може да замислите сега тоа дополнително 2 пати дневно ви доаѓа брза помош. Тоа траеше скоро 2 месеци. Благодарна сум на секој еден кој што дојде кај нас во тој период и помагаше за Гуца да биде подобра. Вие ја извршувате функцијата министер за финанси, имате тешки состојби дома, никој не знае што се случува. Знаете, кои ќе ве видат надвор, сите мислат дека се идеално. Да. А вас ви оди да вриштите, да пиштите, затоа што најпрви дома имате ситуација многу тешка, затоа што сопругот први не многу млад и здрав, немаше апсолутно апче за глава не пиеше и наеднаш влегувате во таква состојба. До крајот на годината и кај мене почнаа здравствени проблеми и знаете, здравието, затоа велам пред се, да сме здрави. Верувајте дека се друго, човек кој што е здрав се може. Мислите ли, министарке, дека амбициозност, тоа што преца како жени ја имаме, а потоа и како генерација која
има исклучително многу висок праг на толеранција на фрустрација, па кај нас инатот и амбицијата секогаш бил генерацијски една водилка, меѓутоа тоа па кошта или не чини. Мислите ли дека инсистирањето под контрола да се држи се еве вакви последици потоа си носи? Да, дефинитивно. Успевате ли се да држите под контрола? Некогаш убаво викаат и старите мора да пуштите некаде, невозможно е да држите се под контрола, но еве и тоа е уште една работа што би ја открила за себе. Јас сум човек кој што вака секогаш свикам фрик контрол, значи човек кој што сака да ги држи работите под контрола, дури еве и за гледачите да открием, имав многу голем проблем со летањето. Добра. И сум имавте да возите. Сум пробала да го лечам и тој проблем. Тоа беше мислам смешно да се прераскажува кога отидов. Ама знам многу луѓе околу мене што имаат проблем, вака да го решавам. И вака ми вели, каде е најголемиот проблем? Ти си навикната црсто на земја. Ни на брод нема да се качиш, на вистина е така. Можам да се качам на некое чамче блиску до копното, зашто знам да пливам, ќе испливам, а се што е подалеку не би се осудила, дефинитивно. Не летате сега така? Не, летате веројатно сега. Да. Морам да летам, да, тоа беше едно од работите која дискутиравме со премиерот, му велам те молам немој да ми даваш никаква функција, имам проблем со летањето. Ќе треба да патувам, не можам да патувам. Ќе се навикнеш, ми вика. Не можам. Со тек на време никогаш не се навикнав, но едноставно го контролирате. Не. Тоа беше оној момент. Тоа е што сака нека биде, не можам веќе се преморив од преголем стрес, а не што можете да направите додека летате до Америка. Имате многу чести ангажмани надвор, многу чести патувања, па дули и далеку Америка и каде не со часови во авион. Но тоа е голем проблем и денес сакам да газам црсто на земја. Во авион не си на земја и тоа е голем проблем. Што може да ве налути најмногу? Дома, а најмногу на работа? Или па, можеби, дома ништо не ве лути, или краткотрајно е, не се мери со овие други работи кои би можеле да ви спровоцираат на работа. Сега веќе дома смешни се ситуациите кои што ме лутат во споредба со другото што се случува. Дома се љутам само ако децата не учат. Тоа е онаа ситуација кога реагирам сега веќе и помалку, затоа што со тек на време сваќате дека да, треба да учат, така е, треба да учат, меѓутоа нели и сум учела и се ќе постигнете нешто во животот, но знаеме и многу други луѓе кои што постигнале и многу повеќе, а многу помалку учеле и се финансиски многу постабилни, да кажеме, отколку пример јас, или било кој од моите колеги, јас се уште сум во одлична комуникација со колегите кои што беа вака најдобри студенти на генерација, речиси сите од мојот смер финансиски менеджмент. Но и затоа им велам добро, ако учите за себе, ако не учите ваше, големиот повторно нели околу спортот, тоа не е сега таа обседнато со спортот. Малиот и тој тренира, едниот тренира ракомет, другиот тренира кошарка, но помале, па се уште тој си учи, не е спорно, и големиот учи, не можам да кажам дека не учат и двајцата, но како и секој дете, нели? Знае да каже во некоја ситуација. На работа? Ако не се завршуваат работите на време, тогаш сум многу нервозна. Ако не ми се објаснат работите изворно такви какви што се, затоа што јас сакам вистината, значи ако ме лажат, се нервирам исто така, но најмногу од се ме револтира неправдата. Најмногу од се тоа е она што неправда и лажење. Тоа е она што ме нервира. Мојот сопруг дури на почетокот кога почнав да одам на дебатни емисии, кога ќе се вратев дома, ми каже точно знам, го гледам моментот кога ќе избувнеш. Уште другиот кога почнува да лажи, кажува работи кои што не се вистина, готово знам, следното е твое, готово. Си полудела веќе. Да, неправдата и тоа можеби е една особина со која што не се гордеам толку многу, затоа што ми штети по здравието. Таква правда како што мислам дека има и ја како што сум си ставила во главата не постои. Таков перфекционизам како што ја мислам дека треба да има, нема. И тоа се тие работи кои што
Перфекционизмот, неправдата, тоа се оние моменти, лажењето. Емоциите одат едно со друго, реакциите во такви ситуации невозможно е да се изолирате, да замислете, ве револтира, да се изолирате. Замислете, ве револтира лажење во светот на политиката. Може да замислите колку и после зошто не сум била здрава, проблем со шеќер, притисок. Тоа е. И никако, ви после години и пол пак не можам да се научам. Не сум лажала, не знам да лажам и не можам да лажам. Дали тоа значи дека емоциите во лидерството, во лидерската позиција еве како вашата се предност или пак слабост? Сега тука индивидуално или општествено гледано различна е, нели, различен би бил одговорот, ама еве вие. Зависи во која ситуација, тоа морам да го кажам, дека не секогаш сите ситуации убаво е да има човек емоции, можеби не треба да има толку колку што имам јас. Малку само да е нивото пониско, но убаво е да има емоции, затоа што кога предводите одредена институција, кога зборувам институција и да сте во било која компанија, убаво да имате чувство и за другите луѓе. Можеби во некој момент треба да завршите задача, нервозни сте, се расправате, барате побрзо да се завршат работите. Не е тоа само во државно и во приватно, е исто така. Но убаво е после тоа да седнете со луѓето, да поразговарате, да ги прашате како се. Убаво е да си има емоции. Во светот на политиката би требало моите емоции да се многу на пониско ниво и тоа е нешто што прави проблем, но кога ќе излезам надвор од Министерството. Министерството за финансии е една најпрофесионална институција, би рекла, во целата држава, каде што најголем процент од вработените се професионалци. Не зборуваат за политика. Да ги прашате дури тешко дека ќе разберете кој од која политичка партија, затоа што тие тоа не го гледаат така, тие се професионалци посветени на државата и срекна сум што работам во тоа министерство, затоа што верувајте, кога би било другачие, од оваа држава не би имало ништо. Затоа и секој еден претходен министер за финансии верувам дека бил среќен затоа што не го создадов министерството јас само дојдов во институцијата во која што луѓето веќе работеа, така што тоа е заслуга на секој еден претходен министер за финансии и среќа што имаме такви професионалци во оваа институција. Ви благодарам што го споделивте ова, бидејќи ја враќа до вербата кај луѓето во институциите и ја враќа надежта притисе, бидејќи ние сме на почеток на една патека реформистичка и оправачка, што би рекол нашиот народ, меѓутоа уште имаме време за да ги видиме, да ги видиме резултатите. Министерке, кој предизвик ви бил најтежок откако сте на позицијава и што научивте од него? Сега имало многу предизвици, не е само еден предизвик. Секоја ситуација е различна и морам да признам дека еве она што го кажав претходно. Најголемиот предизвик е прво да ги убедите другите министри да сватат дека буџетот е ограничен и дека вие во тие рамки мора да се движите. Не можете да излезете надвор од тие рамки и не можете да направите се наеднаш. Верувам дека секој еден граѓанин кога би го опрашале би кажал дека би сакал да има куќа на најубавото место на Водно, па не знам куќата да биде на 3 спрата, па децата да имаат поогромни соби, така натаму. Нема некој што тоа не би го кажал. Но колкави се можностите, нели, така и функционираме. Тоа е оној најголем предизвик, да ги убедам моите колеги дека мора да се прилагодиме на состојбите такви какви што се. Има ли одлука што сте ја донале, ве болела професионално? Има. Но најважно од се е дека секогаш морало да се постапува по закон. Секогаш. Колку е, па тука се емоциите, само некаква состојбена светност, а професионалноста сепак победува, логично. Така. Ви кажал ли некој дека ова е позиција за маж, не е за жена, па сега што барате тука, жена ли ќе ги раководи финансии? Не ми се случило тоа и многу ми е драго затоа што во изминатите години сите мои колеги, не само министри претходно, нели колеги партиски, ме прифатија како една еднаква на нив. И јас сум жена која што никогаш не почувствувала, ама во ниедна ситуација дека била издвоена или не знам кажано е ти си жена па заради тоа
Ќе бидеш тука, ние сме мажи, не. Многу често и додека бевме во опозиција, сум останувала до доцна со подпредседателите, со председателот, дискусии, понекогаш и сме се шегувале, па ќе им текне, Горде е тука, па ќе се изнасмеа така, Горде тука, она еднаква на нив. Така да не сум имала ситуација. Затоа сум се борала уште од дете. Татко ми уште од мала ме учеше дека сите сме еднакви, нема машка и женска работа. Иако, например, дома кај нас има машка и женска работа, кај моите родители, кај нас, кај мене со сопругот нема машка и женска работа, но кај моите родители има. Но секогаш така ме воспитуваше дека сме еднакви. Се сеќавам во прва или втора година средно гимназија имавме прашање по некој од оние предмети како етика, нешто беше, не знам, или филозофија. Не се сеќам кој беше предметот, се сеќам на професорката. Лепа, меѓутоа не се сеќавам на предметот сега. Имаше прашање баш дали има машка и женска работа и подвоеност. И еден мој школски другар вели секако да има машка и женска работа. Јас скривам рака, нема. Настана една кавга, ама огромна кавга. И јас му велам, зошто така збориш? Ај вика, оди работи во рудник. Му викам, јас ќе одам да работам во рудник, ама сега да не спомнам и какви мажи има што не можат да влезат во рудник. И сега ме гледа, се збуни, му викам, немој така. И од едните, и од другите, и од мажи, и од жени има и кои што можат да се носат со поголеми предизвици и не. Така што за мене не постои машка и женска работа и мислам дека сите ме научија во изминатите години и неблагодарна сум за тоа, никогаш не се случило да имам чувство дека некој внимава заради тоа што сум жена или сега ме поттурнува на страна. Не. Ниту пак ми го рекол. Верувам дека можеби во други ситуации има, можеби одредена дискриминација, не знам, но кај мене во мојава ситуација немало. Има ли текст од песна, министерка, кој што во моментот вака на прва ви паѓа на ум да опише вашата внатрешна емотивна состојба сега, да речеме, или не знам, генерално ве опишува како личност? Има ли некој стих од песна што би ни го извадиле веднаш сега? Има. А тоа е? Не само стих, цела песна. Цела песна? На Тоше Проески Цреша. Нема друга ситуација што може подобро. И дури онака рефренот на песната на Тоше Игри без граници, тие се две песни кои што има многу. Песни кои што би опишале, ама овие се Цреша е од почеток до крај, би рекла, ситуација која што па тоа е најверојатно и вие сте многу емотивна како личност. Тоа е пред се песна за луѓе кои што се многу емотивни. Јас сум тип на човек кој што прво слуша балади, не можам да слушам ништо друго. Тоа ќе ми е следното прашање, каква музика во опушта си уживате, со што? Само балади, ништо друго, независно. Слушам и македонска музика, слушам и ексио, слушам и англиска музика. Баладите се нешто што мене најмногу ме смирува. Синоќа заспав со Оливер Драгоевич и еден од многих. Слушам, но баладите тоа е она што најмногу го сакам. Кога би ме прашале, нели, во што уживаш, тоа е тоа. Тоа е тоа. Да. И Оливер Драгоевич го спомнавте, и тоа е еден човек кој што сите негови неформални интервјуа, вака, мислам, по не на тема музика, сите го откриваат како една баш таква посебна личност, многу емотивна, човек влюбен во својата сопруга своевремено, па какви интервјуа има за неа дадено, да тоа е исто супер за ќе ги инспирираме гледачите, ќе си пронајдат некој интересно интервју, впрочем од се може се што да се научи. Што правите прво кога сакате да бидете сама? Читам. Книги обични, чисто белетристика. Многу. Секој момент кога сум сама, читам. Не одолевате или успевате да одолеете телефонот да го земете, па леле нешто, па порака пова, или едноставно? Не. Вообичаено стои на страна, затоа што тоа е моментот кога сум сама и кога јас вообичаено многу читам, независно дали сум сама или не сум, ама кога сум сама, сакам да си направам едно кафе. Пијам варено македонско кафе, морам така да го кажам, татко ми така го вика, за него постои македонско варено кафе, не сакам друго кафе, тоа е без шеќер. Сакам да си сварам, да земам една чаша вода, книгата и буквално уживам во тишината и во читањето. Интересно, тоа е невообичаено за човек кој сака да се одмори од бројки и од анализи целодневно,
Ама е па еве начин кој вас ве релаксира. Очекував дека ќе ми кажете, не знам, шетам сама, кјутам со слушалки. Не. Читам и исто уште една, еве, моја особина, ја не можам да заспиам навечер ако не прочитам барем една страна од книга. Тоа е нешто што секоја вечер се случува. Терапија лична и е секако инвестиција, собствена секако. Пред да завршиме традиционално со оние две пораки за родителите и за нивните деца, бидејќи знам дека веќе го имате впечатокот добиено мисијата и визијата на подкастот, впрочем, да ги разбудиме и родителите, ама и децата да ги негуваат и да ги живеат вистинските вредности. Значи, предпоследно прашање е што би сакале луѓето да разберат за вас, а никогаш не ве прашале? Како сум, дали сум добра? Тоа е единствено нешто што би сакала да ме прашаат или, например, некогаш кога има некои ситуации како што имавме една на почетокот на минатата година, една ситуација која што беше извадена од контекст комплетно во собранието и ме оцрнува, коментира по социјални мрежи и така натаму, да ме праша да не се случајно ти една од тие жени кои што во моментот тебе те плукаат. Тоа е она што можеби, знаете, не го знаеме животот на другите, ги вадиме работите од контекст, поготово во политиката, измислуваме, одиме во друга насока, меѓутоа не го знаеме животот на другиот. Во политиката на политичарите се им е циркус. Но кај луѓето, поготово луѓе со емоција, животот не е циркус, животот е живот реален кој што го живеат. И можеби тоа се тие прашања кои што посакував и во тој момент некој да ме прашаше како си, дали си добра и дали ова сето што го пишуваат и коментираат е навистина така или не е така, или можеби тие што те плукаат и коментираат и ти си една од нив. Тоа е тоа што би си го кажала сега во овој момент. Ви благодарам што ја го споделивте, бидејќи е нешто кое што очигледно ви оставило белек и нешто кое што треба и месеци потоа да му се вратите за да се заокружи таа тема која па и не издржа долго да биде јавна, би рекла. Која е вашата порака до родителите? Она што го кажав и што го зборував нелинистикот на целата емисија, најпрвин што е можно повеќе време да поминуваат со своите деца, да се гушкаат, затоа што кажав дека децата буквално ни се гости во нашиот живот. Времето лета, на крајот пак ќе останеме сами со сопружниците нели дома, но децата заминуваат и тоа е она што е многу важно. Да се посвети многу внимание на образование и на воспитување, би рекла, на децата, да ги научиме да учат и да знаат за себе, затоа што тоа го менува нивниот квалитет на живот. Тоа се оние работи кои што се, би рекла, многу важни. Исто така нема потреба да ги притискаме децата. Да им кажуваме што ние сакаме, да ги оставиме самите, да се формираат, би рекла, како личности. И исто така многу важно да ги охрабруваат да сонуваат, затоа што соништата се остваруваат. Не е дека соништата не се остваруваат, но секако мора да ги охрабруваме да сонуваат реални работи. Но најважно од се е да бидат честни луѓе, примерни и добри граѓани на оваа држава. Тоа е она што јас вака би го порачала на секој родител. Нормално има и многу други работи, но ова е онака едно генерално мое мислење за тоа како би требало да функционираат родителите и децата. Мислам дека не спомнав уште едно нешто, мора да ги учат на емпатија. Мора да ги учат дека сите деца се еднакви меѓу себе. Мора да ги учат дека не постојат различности, дека не е важно кој од каде доаѓа, кој од кое семејство излегува, дали родителите биле бизнесмени или биле политичари или биле работници или можеби биле и невработени. Тоа се деца кои што се еднакви едни меѓу други и мислам дека од нас како родители најмногу зависи. Колку повеќе ги воспитуваме децата да бидат такви, толку ќе имаме поздраво и поубаво општество. Прекрасно. Од друга страна пак децата, до кои ќе допре оваа вечерашна порака од вас? Младите.
Она што го кажав, да сонуваат затоа што соништата се остваруваат, да си го трасираат својот пат, но она што е најважно, да учат за да знаат. Да учат, да се надградуваат и да напредуваат. Да ме прашаше некој пред, не знам, 30 години или 20 години, дали некогаш мислев дека ќе бидам министер за финансии, ниту имав желба, ниту имав сон за тоа, но секогаш работев и се надградував и еве ме денес таму каде што сум. Воопшто, ќе кажам, не помислував дека може да стигнам до таму. Министар, ќе ме оставивте без зборови. Навидум и по вашите јавни настапи сум имала некаков впечаток за вас, но ова е една друга страна на личноста зад функцијата Гордана Димитриевска-Кочовска. Искрено ви благодарам. Знам дека многу од прашањата допреа многу подлабоко и поемотивно, го чувствував тоа, жејки се. Тоа е таа енергија која можеби се чувствува и зад камериве луѓето кои ни гледаат на малите екрани, кои вечерва се на социјалните мрежи, да го изслушаат, но прети се е најважно да допрат пораките ваши до оние од кои зависи нашата иднина, тоа се младите. Уште еднаш ви благодарам што си ја разголевте душата вечера. Благодарам уште еднаш на поканата и се надевам дека граѓаните успеа барем малку да добијат една друга слика за министерката за финансии, која што нели не го носи само тој оклопи таа тежина, туку од друга страна е сопруга, мајка, ќерка, сестра. И пред се личност која многу одговорно ја чува државната каса, тоа сигурна сум дека каков впечаток дополнително го добија вечерва, а што е на крајот на денот најважно за општеството во целина. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани, уживајте во празничните денови. Ќе имаме уште неколку представници од различни други ресори во владата кои сакам да ги запознаете во поинакво светло, но верувам дека уживавте вечерва во личноста зад функцијата Гордана Димитриевска-Кочовска. Уживајте со ов.